Dobar ден, веќе секој ден цивилно живо. Вчера бевме сведоци на две многу сериозни излагања од луѓе од високите ешалони на власта, кои говореа за мултикултурализмот како една од основните стратешки определби на оваа влада, се разбира и на државата, на општеството, на институциите. Кажа многу убави работи. Насловот беше дали е тоа невозможна мисија, европските вредности, мултикултурализмот, еднаквоста, недискриминацијата. Тие од тоа што го зборува испаѓа дека веруваат дека тоа е возможна мисија. Се разбира, не се само тие доволни, политичарите се само една страна од приказната. Во време кога ние сме соочени со жестока пропаганда, црна пропаганда, која најчесто се користи со национализам, со етничка, со верска омраза, со лажни вести, со дезинформации кои предизвикуваат страф, недоверба, поделби меѓу луѓето. Многу е логично да го поставуваме тоа прашање дали е возможна или невозможна мисијата да се практикуваат, да се промовираат, да се усвојат европските вредности, а меѓу нив најважните се мултикултурализмот, еднаквоста, недискриминацијата. Тоа се области на дејствување во општеството, политиката, во институциите, во кои ние едноставно мораме да го поставуваме прашањето и мораме да дејствуваме во таа насока. И тоа не само институциите, како што кажат политичарите, се само еден дел од приказната, се работи за граѓанските организации, за медиумите, за граѓанките и граѓаните воопшто. Во таа смисла ние ќе продолжиме со поставување на тоа и таквите прашања кои се однесуваат на европските вредности, пред се на мултикултурализмот, на антинационализмот, и заради тоа деновиве повторно организираме дебата со наслов "Можеме ли?", односно ќе се обидеме да видиме како различните животни и работни средини можат да профитираат, да добијат добри резултати, да резултираат во успешен, во убав, во лагоден, во безбеден живот, токму таму каде што има многу различности. Односно, со други зборови, дали различните заедници можат заедно да живеат и да работат. Така да го формулираме. И таму ќе прашаме и бизнисмени, и луѓе од граѓанскиот сектор, од други сектори, не мора само политичари да викаме, нели? И таму се разбира, вашето учество ќе биде многу важно. Бидете со нас на социјалните мрежи, следете, пишувајте, прашувајте, се разбира, коментирајте, споделете по некоја идеја, по некоја порака. И мора да имате предвид дека вие сте апсолутно важни во време кога социјални експерименти со говор на омраза земаат се поголем замав.